Почитувани сограѓани, за жал деновиве, очајната и безидејна опозиција го достигна политичкото дно. Газејќи ги политичките принципи, етичноста и почита кон старите социјалдемократи, пензионерот Бранко Црвенковски ја промовираше новата коалиција Сојуз за иднината. Да, добро слушнавте. Сојуз за иднината треба да очекувате од оние што не го признаваат минатото, а ја сквернават сегашноста. Сојузот што опустоши Македонија и создаде 300.000 невработени. Сојузот што го промени името и не ја почитуваше химната. Сојузот што ги понижуваше пензионерите, сега ни говори за иднина. Во Сојузот се замислете Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски и Тито Петковски. Едниот се чувствувал бугарин, другиот сака да живее во Северна Македонија, а третиот ја почитува се уште југословенската химна. Замислете, почитувани прилепчани, деновиве овај сојуз ве изложува на повеќе кратни притисоци и подсетувања, се со цел да се наполнат неколку автобуси за во недела и вие да аплаудирате на оваа неприродна коалиција. Граѓаните и постарите социјалдемократи реагираат и до нас за да ги обелодениме овие притисоци, бидејќи никој од нив не би сакал да аплаудира на прегратката помеѓу Бранко, Љупчо и Тито. Тие знаат дека се продадени нивните интереси и местата на советничките листи на оние што упорно работат против македонските интереси. Кој вистински социјалдемократ би сакал да слуша ретро говори од 1991 година, да слуша безидејност, немојки и да ги гледа истите кадровски решенија 21 година? За иднина ќе зборуваат лидерите што не ја признаваат Македонската православна црква, што ги навредуваат бранителите, професорите. За иднина ќе зборуваат тие што го продадоа Евана како бомбона бизнис, за иднина ќе зборува Тито Петковски. За иднина ќе зборуваат тие што гласаат против субвенциите, против бесплатните учебници, по високите пензии. На ваква коалиција прилепчани не аплаудираат. Затоа и не ги пуштаат во своите домови локалниве социјалдемократи, продолжени раце на економските македонски гробари. Тие добро паметат кој што ветувал, а кој што не остварил. Верниците, професорите, директорите, пензионерите, докторите, младите, бизнисмените, невладиниот сектор, секојдневно ја осудуваат оваа коалиција која одрас на немојкта и голата желба за власт. Почитувани, прилепчани не заслужува ваква опозиција. Не реформирана 20 години со истите функционери, без свежи идеи и желба за просперитет. Прилеп заслужува подобра иднина од онаа во 2005 година. За таа цел, ВМРО-ДПМН ја направи сојуз со прилепчани за подобра иднина, бидејќи на жителите на овој град не им треба сојузот помеѓу Бранко, Тито и Љупчо. Затоа, почитувани социјалдемократи, наместо да ги оценувате вашите членови, да му аплаудираат на Љупчо и на Тито, реформирајте се и покажете го тимот што го најувате последните месеци. Бранко ќе ви го покаже во недела својот тим од 1991 година. Време е тој тим да замине во минатото. Ви благодарам.